I really like it here. It's beautiful, it's peaceful, and Katarina is a wonderful hostess. Руралниот туризам зема се поголем замав во последните години, особено во периодот по пандемијата. Македонските убавени во симбиоза со претприемачкиот дух се одлична можност за развој на оваа гранка. Во подоцнежните години од животот, мене ми созрева идејата за селски туризам. И тоа е нешто што точно ги обединува овие две мисли, силни мисли кои што се случиле претходно, кои што настанале. И ете доаѓа реализацијата. Во земја каде што ваквите потфати се невообичаени, приказната на Катарина се издвојува, особено како жена предприемач со нејзиниот уникатен потфат, истражувајќи ја нејзината страст кон органско живеење и гостопримство. Јас го менувам жителството и сега сум жител во село Оморани, општина Чашка. Тоа го правам со една интересна идеја и цел да промовирам или да поттикнам дека руралната жена е многу важна, има многу важна улога во општеството и дека руралната жена и тоа како знае и умее да заработува во сопствената рурална средина. Само што пристигнавме, прекрасна природа, прекрасна атмосфера, ми се допаѓа дека е многу традиционално. Гости имаме од целиот свет, од секаде, секако најмногу од Македонија и Европа. Но знае понекогаш да дојдат и од други континенти. Доаѓаат овде оној вид на гости кои што сакаат мир, тишина, природа. Значи кои што бегаат од градовите. Некои од нив со тешко срце заминуваат. Ова готвено јадење се нарекува ајмокац и истото традиционално се подготвувало во моето семејство во неколку претходни генерации, а јас рецептот го наследив од мојата мајка. А на овој начин имаме увид во генезата на нејзиниот претприемачки дух и патувањето кон одржлив туризам. Нејзината приказна не е само за бизнис, туку и за ревитализација на одржлив и органски развој на туризам во нашата земја.